ке се заоструваат критериумите за право на здравствено осигурување во Македонија. Фондот за здравство заедно со Управата за јавни приходи и Министерството за внатрешни работи ќе истражува колку фантомски осигуреници има во државата. Во фокусот ќе бидат луѓе кои се осигурани по основ на невработеност, а од Фондот за здравство велат дека ризикот од злоупотреби доаѓа од осигурениците кои неформално работат во сива економија и оние кои живеат во странство и приходите им се таму. Ваквите сомнежи ќе се испитуваат во следните неколку месеци по барање на фондот, кој алармира дека во земјата има помалку жители отколку здравствени осигуреници. Целта не е да се укине здравственото осигурување, туку да воспоставиме фер и праведен однос, да бесплатна здравствена заштита има за луѓето што навистина немаат приходи, меѓутоа оние што остваруваат приходи во сива економија или надвор од Македонија, најдеме начин да го стесниме просторот за овие злоупотреби. Можната штета тука е по две основи, условно да кажам, тоа е дека се оштетува буџетот бидејќи се обезбедува бесплатна здравствена заштита за луѓе кои може да се допуштат да платат, и второ дека ние имаме број на осигуреници кој не е реален. Директорот на фондот Сашо Клековски не ја исклучува можноста да има и лажни осигуреници, а малверзации со здравственото осигурување најверојатно има и кај македонски државјани кои живеат во странство, а не се одјавиле од земјата и продолжуваат да користат здравствено осигурување, со тоа што во текот на одморите доаѓаат во Македонија и користат услуги во државното здравство. Вкупниот број на осигуреници во државата е над 1.840.000, што е повеќе од бројот на жители според последниот попис. Од нив 477.000 се осигурени по основ на невработени, бројка што отвара сомнеж за можни злоупотреби.